Почитувани мои, добар ден. Вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме токму со вас. Употребата на европското знаменце има за цел да ја забрза интеграцијата на Македонија во Европската унија. Во извештаите на Европската комисија за употребата на брзите процедури треба да биде ограничена и да се користи само во оправдани случаи кога се унапредува реформската агенда кон Европската унија. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маречик изјави користењето на европско знаменце е одлука со политичка оправданост. Темата за денес во Црвена линија е: дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце. Тоа е што ќе дискутираме со вас и тука сега го ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија и таму објавуваме се она за што говориме заедно со вас. А секако ќе ве потсетам да не заследите и на Инстаграм. Секако оние кои што не следат на Инстаграм ќе потсетам дека ја имаат можноста активно да учествуваат во нашите анкети. Но пред да ја споделиме и анкетата со вас, секако задолжително ќе го погледнеме и прилогот на нашата колешка Далиборка Демјанска. Вие подгответе се и потоа активно почнуваме со дискусијата со вас. Усогласување со криминалот, а не со законите на ЕУ за опозицијата е денешното експресно аминување на законите за Бехтел и Енка. Најавија кривични пријави за кршење на процедурите, злоупотреба на европското знаменце и наметнување на спикерската волја над правото. Ова е скандалозно и навредливо кон сите пратеници. Со вашите поставки вие сте поблиску до реализацијата на вашите коалицијски и бизнис интереси, но секој ден се повеќе и повеќе граѓаните ги оддалечувате од Европската унија. Ова не е Европски фронт за кој што зборувате. Ова е Европски криминален фонд. Значи се работи практично за да се покријат коруптивните елементи на договорот постигнат со Бехтел и Енка. И во суштина овие 5 закони се закони за амнестија на договорот со Бехтел и Енка. Зборуваме за оние елементи кои што се коруптивни. Против гласаше и Маја Морачанин од Дом, која исто така смета дека овие измени предизвикуваат нееднаквост пред законот. За нас е неприфатливо во такви скратени рокови, без широка вклученост на граѓанските организации и на експертите, да се изменуваат вака важни закони кои што регулираат големи области од општественото живење во државата, како што е законот за градење, законот за урбанистичко планирање, за експроприација, законот за работни односи, и дека во вакви процеси на менување на вакви законски решенија мора да се обезбеди инклузивност и транспарентност на целиот процес. Пратениците реагираа и зошто на предложените измени не се подпишани министри, туку заменици, а на некои воопшто нема подписи. Образложението зошто се продолжува работната недела исто така го даде заменик. Со овие законски измени ќе се надмине состојбата на продолжување на роковите за прашање кои се од стратешко национално значење на Република Северна Македонија. Потребата за измени на законите беше изгласана со 62 гласа за да обезбедат кворум. На гласање влезе и Али Ахмети. Двајца беа против, а опозицијата претходно ја напушти салата. Следи расправа во Комисијата за европски прашања, која за закони со европско знаменце трае 2 дена без оглед на поднесениот број на амандмани. Сега на потек сте вие и пред да ве вклучиме во дискусијата, како што напоменав, а верувам дека веќе не заследивте на Инстаграм, анкетното прашање е идентично со прашањето кое што го поставуваме директно кон вас. Дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето европско знаменце? На Инстаграм анкетата имате две опции за одговор, едната е да и не, па резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. А сега преминуваме на вас. Оние кои што имаат желба и сакаат, можеби за прв пат да се вклучат во Црвена линија, потсетувам, завртете го телефонскиот број 02-307-0005, ето запишане, но и задолжително намалете го тонот на телевизорот.
Очигледно нема да има, верувам, во ова издание многу повторување на ова техничко правило, а дискусијата можеме да ја почнеме доколку и веќе го имаме првиот гледач. И еве, да слушнеме што мислите вие, дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето европско знаменце. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали... Кажете ми, еве, според вас, дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце? Не. Европско знаме не е за тоа. Тоа е за треба да има парламент. Не треба да има пратеници. Тоа е. Кој е знаме друго земја користи европско? Тегете. Само нас. Сам да биде. Бандити кои карат, карат толку и лажат. Те знаме, ани. Те гледат да спадат земјата, европско знаме. Како ме европско знаме? Европско знаме. Европско знаме кој ќе влезе во него. Во Европа не влезе. Сега нема европско знаме. Тоа е европско, тоа е тире, односно. Добро, благодарам. Ке подсетам и за оние новите кои што еве ке сака да дискутираат на оваа тема денес во Црвена линија. Подсетување 90 секунди е време траењето на секое излагање. Ако сакате нешто и поопширно, секако ке подсетам и да внимавате на тајмерот, но некој од вас понекогаш се куси и јас некако и првиот гледач. Одиме со следно вклучување. Добар ден. Добар ден, Тинче. Како сте, баба Роска? Оле, баба Роска, Па секако дека ќе ве познаеме. Абе, Тине, како би сине европско знаменце бе, значи ако се донесе лош закон да идеме на погрешен пат и ќе оставиме знаменцето и готово ќе решиме проблеми. Па колку ние ари видовме од таа Европска унија до сега? До сега со него да решаваме закони овде у Македонија? Или така ни одговара на СДСМ, а? И ова амнестија што остават, ја многу пати за тоа зборам. Ќе крадам и амнестија ќе ми дае главниот и ќе си ги поделиме парите. Е, па за кога вака ќе овие работи ќе си ги редат они? Ово е срамота што се прави, бре. Абе да се укине и амнестија, да, ако е крив нека леже, ако е прав нека се пусти. А не може во амнестија украл 1000 евра, 500 на мене, ке даеш 500 на тебе и ај си ти дам амнестија. Ово, на што личи ова наша Македонија веќе? Ово срамота што прават бе веќе, ќе ни се смеат сите држави бе, и ќе не земат ли нас у Европска унија вакви, како ви што сме, а? Да крадеме, да нема луѓе, да има луѓе гладни, а некои да шетат со фамилиите по другите држави. Па преска сум слушала како Ковачевски со фамилија си отишел. Па Секако ќе ви се заблагодариме што се вклучивте во Црвена линија. Ќе подсетам да дискутираме конкретно на темата. Имаме и конкретно прашање до вас. Ќе подсетиме и ова дека во извештаите на Европската комисија за Македонија употребата на брзите процедури треба да биде ограничена и да се користи само во оправдани случаи, кога се унапредува реформската агенда кон Европската унија. Па еве вас ве прашуваме дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д според вас е оправдан случај за користењето на европското знаменце. Добар ден. Добар ден, сум јас Линија. Во Црвена линија сте, повелете. А ние уште не сме членка на Европската унија, а користиме европско знаменце. Значи сега опозицијата да е на власт, ВМРО, вие од СДСМ, што не влеваа во собрание во времето на Бранко Црвенковски кога беа опозиција, и сега нема да влеват. И тоа ќе биде за нив оправдано и ќе го лажат народот дека ВМРО прави криминали само за да биде на власт и се да може да усвоат. Како не име срам бе на вие од СДС?
а уништија Македонија, задолжија толку многу и во се што ќе намислат, во се сакат они, па таа опозиција, за тоа е опозицијата за да ги коче, а не опозицијата да гласа за они што ќе предложат. Зошто они ни еден закон не прифаќат од опозицијата што ќе предложи? Значи опозиција се е опозиција, а тие што опозиција се знае. Они се предлагат, ама опозицијата е за да ги коче ако гледат дека има криминал. Во ова сега коридорот 8 и 10, тоа има многу голем криминал. Кој ќе ги враќа тие пари? Милиарди евра што не задолжуваат нас тоа таму. И нивните жени после печалеле многу пари, по 300-500 милиона евра печалиле, тоа биле многу убави. Крадат од тие пари, нас не задолжуваат и идните генерации после нас има да враќат. А кои се богате сега? Тие се во власта од СДС. Тоа е фашистичка организација СДС. Толку го истошти народ. Јас си ќе подсетам колку еве да чувствувате и гнев и секако се имате многу причини самите или да укажувате колку сте против за нешто или не се согласувате, сепак ве молам употребата на зборовите. Значи, црвената линија автоматски се вклучува, тоа важи за секој издание на црвена линија. При употреба на грди зборови, на вредливи зборови, зборови кои што алудираат на насилство и секако сето она што е непримерно, ќе кажеме, со оглед на тоа што сме и емисија која што ја следи целата публика. Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете. Видите, за ова, за европско знаменце. По правило, нема употреба на европско знаменце. Зошто? Затоа што ние градиме патишта. Инфраструктура се гради на држава. И тука нема некој што да преговара. Ами треба да се зборува, таа инфраструктура, тие патови да се направат со пократок руки подобри. Јас се јавувам од Битола. Пат од Битола Прилеп катастрофа, нека помени еден, нека види што пат е. А 21 век сме, ќе влезиме во Европска унија и со ваква инфраструктура, и некој да кажа овие како се јавија пред тоа, тие се изгубени личности. Тие веќе си одале своето. И сега ќе кажуваат да тие за ова. Европско знаменце по правило не треба да има, ама во ваков народ, во вакви граѓани, ќе речеме пратеници кои мора да стави европско знаменце, за да можат тие закони да се изгласа и да може да се направи таа инфраструктура. Мене ми е жал едно, што ние ќе влеземе во Европска унија, ама со вакви луѓе што треба да се влетат и тие. Иначе, заднјите брате, се гледа по самото кажување. Нема еден аргумент таму, нешто, ова нечин, ова нечин. Срамота е она, тие, како да не се, обширно да не живеат во наша држава. Како да живеат на месечина. Срамота е она, тој да се преслуша сами ќе рече дека чекај ова, не е добро. Благодарам многу за јавувањето. Еве досега слушате кои се одговорите на нашето прашање денес, па да слушаме што понатаму имате да кажете како одговор. Добар ден. Добар ден, Тина, ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. И ви посакувам убав работен ден. Па еве, кој ќе биде вашиот одговор на нашето прашање? Пред се господава кои се против европското знаменце, не знам од кој аспект, што им смета. Што се толку алергични на тоа европско? Што е незаконски во парламентот да не би име европското знаменце? Ние сме дел од Европа, Западен Балкан е дел од Европа. Ние не презентираме нешто незаконски. Не ми е нејасно, не знаат што сакаат они. Сакаме, ама не знаеме што сакаме. Треба да се издефинираат дека ние не ја сакаме Европа и затоа тргнете го. А што се однесува за коридорите 8 и 10, ќе се изградат. По кој закон, дали ќе подпишат, дали немат, не мора ни да подпишат, ќе плачаат пенали и кој е виновен? Опозицијата, тие не даваат, а граѓаните ние ќе платиме. А зашто се тие пратеници од опозицијата платени сега со 80% разлика изголемени лични доходи, да излегуваат, да не доаѓаат, да не работат? Ја мајка, да кај го има тоа? Па тука ние не слушаме 5% провизија дека земале овие со европско знаменце, како тие порано што ги имаше снимките во нивно време и сега дајте кажуваме качки, искуството им е големо, тие се сами криминалци, ги знаеме како поминува во нивно време.
Ви најмалце не законско не е да не постоите европското знаменце. Благодаря многу за јавувањето и вам. Сега го продолжете да не следете. Значи, денес прашуваме дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан според вас случај за користењето на европското знаменце. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па дали е оправдан еве случај измената на 5 закони? За овие на власт нема оправдување. Тие појма немаат за кое знаменце се. До вчера беа за знамена со петокрака црвена, Америка енглеска биче земја пролетерска, трули од капитализам, така не лажен учеа, НАТО фашистичко, антикомунистичко, па сега стана со друго знаменце НАТО марионети и сега удри по Македонија. Што изградија во овие 30 години независна Македонија, овие од 10 да кажи? Абе, Гулабарник, градско ВЦ не направивте никаде. Гулабарник, се сотревте, фабрики, штедилници, банки, штедачи, работници, 200, се уништивте. Гулабарник не направивте и сега некој тука се прави паметен, ќе ми кажи овака, така нека кажи во наредна емисија што направија тие во 30 години, дека тој градски тоалет го направивме ние од СДС. Нема направено ништо. А Груевски ВМРО направија индустријска зона во Прилеп со подземна и надземна инфраструктура, фабрики во кои работат илјадници луѓе во Прилеп, Битола, Кавадарци, Скопје, цела Македонија фабрики има. Тие работат, од нив сега се крепи Македонија, се полни израствен и пензијски фонд. Ја крепа наша Ајде конкретно, дали измената на 5 закони според вас поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце? Пошто станува збор за и ЕУ кажа дека не е оправдано. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме доколку имаме гледачи. Сега кој оние кои што се вклучуваат во живо ја имаат предноста. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во продолжение секако неизбежно е да споделиме како се коментира и на Твитер. Оние кои што гледаат и допрва имаат во план да се вклучат во дискусијата, можете слободно да се надоврзете или пак да имате спротивно размислување во однос на тоа што коментира и Твитер заедницата. Одиме со твитот на Боби кој што вчера напишал: СДСМ веќе почнаа да слават и победа над Европа поради законите за коридорите со европско знаменце. Еве уште еден твит од Демир, има напишано: ова се 5 предлог закони на Бехтел и Енка со европско знаменце. Како и да е, нас она што сакаме да го слушнеме од вас е дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас не сум за дека е оправдан случај за користење на европско знаменце за изградбата на коридорот, затоа што на граните на бетон не им треба ни европски знаменца, ни ништо да градат по цел свет. А овдека некој си ќе дое кај нас да гради и треба европско знаменце за да ги признаеме. Не знам, дали немаше доволно градежни фирми кај нас да го направат тоа, па мораше од надвор, па да се користат закони, па да се користат знаменца и ред други работи непотребни што можат на друг начин да се средат. Толку од мене, ви благодарам на време. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете да следите и гледате што ќе кажат и гледачите кои што по вас ќе се вклучат. Ако има гледач, прво гледач, па потоа твит. Добар ден. Да, добар ден, фала. Повелете. Поздрав да сите. Поготоа да сите, поради што се јавува. Знаете што, како изгледа, викам сега со знамето, како на времето, вие сте помлади, нели се сеќавате, например, ако бидеш ако ставиш знамето на Тито, ако сакаш и човек да утепаш на времето, само стави го знамето од Тито и готово, никој не те пипа. Така овие. А треба да се направи некоја белја, стави го знамето и готово на ништа. Како не ме срам, бе? Како не ме срам од
од цел свет се гледа дека лажат, дека крадат, дека се прават глупости. Како не ме е срамно за сето тоа што го зборат, уште кој ќе кажат, не требало да го ставиме знамето и не знам што. Бог да чуе да правиме. Како може луѓе толку да веруваат и да веруваат во сите тие работи? А добро бе, ако е чисто и како е што треба, и ако е како секако што треба, нека излезе, нека става, нека покажат, еве со тоа и тоа се прави, абе дома да правиш нешто, да дојде и човек да ти рече, и чекај, дај ми толку и толку пари ми треба, ќе направиме тоа и тоа. Што ќе направите? Ќе ми дајете парите и направите го тоа. А што не правите, будали бе? Уште ќе ни кажат ни треба, абе ништо не ни треба бе, поготово не па од вас. А што мислат дека они не лажат? Па сите тие што доаѓаат од страна, сите тие што даваат страстите, па тие работат со нив бе луѓе. Уште не гледате дека тие се поголеми лоботи од нас. И за толку се луѓево, јас не можам да се разберам дали постои такво нешто. Дали нешто така. Ке подсетам 90 секунди, внимавајте на тајмерот, но и ке ви се заблагодарам и вам за јавувањето. Одиме со твитот на Тото, кој што практично најверојатно е ретвит на она што е постирано објавено од Мојсовска. Има напишано, ако не сакате да работите 60 часа неделно, вие сте проруски настроени. Ако не сакате да ви одземат земјиште во скратена постапка, вие сте проруски настроени. Ако не сакате да плаќате милионски пенали на договор, што не сте го виделе, вие сте проруски настроени. Тото има ретвитнато, но ова баш така се путиновци. А ние сакаме токму од вас да слушнеме. Сметате ли дека измената на овие 5 закони, всушност кои што се поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10Д, е оправдан случај за употребата на европското знаменце? Добар ден. Добар ден ти. Поздрав те, поздрав телевизија Телма. Поздрав и до вас. Па јас не сум многу изненаден од одлуката за европско знаменце, бидејќи ова е стара песна во Македонија. Иако во Европа нема никој пат да влеземе, бидејќи ние не сме Македонија, сме Северна Македонија. Кој како ќе влезе Македонија во европско лекува, ние немаме Македонија, сме Северна Македонија. А малку мене изненадува дека Гир, не знам дали ти слуша, кажа дека не го оправдува европско знаменце. Јас не знам ако Европа или представник Европа ако не го признае европско знаменце, јас мислам дека тоа ќе треба да става албанско знаменце. Бидејќи ова иницијатива не е македонска, ова е албанска. За тој пат македонци немаат врска. И сите ги обвинуваат македонците или македонска партија или опозиција да кажеме дека е против патот. Не е никој против тој автопат. И јас не сум. Но нека го покажат договор или дел од договор. Тоа го сака ВМРО, не сака ВМРО. Кога каже ВМРО дека не сака во ЕУ? Ајде нека се јави еден да каже од кој слушнал дека ВМРО не сака во ЕУ. Или од кој слушнал дека ВМРО не сака автопат. Значи ВМРО не сака криминал. И сега некои обвинува за дека тие биле криминалци. Може се криминалци, јас не викам дека не са, или се го поминале криминалот. Но сега треба тие сега да докажат дека не се криминалци. Еве ви го договор прочит, не мора сите да го прочитам. Кој сум јас па јас да го прочитам договор. Но после ако се смени власта треба јас пак да плаќам. Значи мора и оваа власт да мора и опозицијата да знае. Значи кај нас на кој што му теке, опозицијата е виновна. Благодарам многу за јавувањето. Одеме со твит. Мунпрл напишал: ке си лежите, немој да плачете. Всушност твита на насловот кој што е објавен, Марички тврди дека владата има политичка оправданост да стави европско знаменце на законите поврзани со изградбата на коридорите. Па еве, дали измената на 5 закони за поврзани со коридорите 8 и 10Д според вас е оправдан случај токму за користењето на европското знаменце? Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Прво, гласно, не знам, тамо да не е нешто. Добро, и сега е подобро, ве слушаме, повелете. Прво да разберат овие сите критичари. Патот Кичево Охрид е почнат за време на ВМРО. И сите што го проектираат тој патот треба да додат затвор. Онај пат кај се прави тамо е права пустош направена и не се знае колку пари ќе кошта, а и за ошто е направен никој не може да каже. Патот Тетово Гостивар исто, не му требаше ништо, милиони ништо, ама го почна. А еден што ги обвинува дека
Албанците 2001 година им озбожи ова да го прават ВМРО на чело со Лјупчо Гергиевски. Да не се жалат. Ве слушаме, имате се уште време или? Најверојатно гледачот се изјасни, тоа покусо од предвидените 90 секунди, но се разбира имаме и такви меѓу вас кои што се покуси, но сепак јасни и благодарам што се јавивте и се вклучивте во дискусијата. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало, добар ден. Добар ден, се слушаме ли убаво? Јас ме слушам добро. Добро, повелете. Голем поздрав за емисијата. Поздрав и до вас. Да. Ало. Да, ве слушаме. Еве, кој ќе биде вашиот одговор? Ало. Ве слушаме, да, рековте дека добро. Добар ден, голем поздрав за емисијата. Поздрав и до вас. Кој ќе биде одговорот, еве, вашиот? Преубави теми, меѓутоа за кого? Како да нашиве граѓани на нашава државичка не гледаат ништо. Значи, овде апла станува збор за коруптивна банда поврзана со меѓународни европски фактори, која што сакат милијардите евра да ги злоупотреби пред избори, да ги пушти во граѓаните во изборна кампања, а од коридорите 8 и 10 ништо нема да се види. Значи, ова е убрзано искористување на парите во предизборни моменти. Тие ќе се растурат, тие ќе се раскрчмат, децата и внуците наши ќе бидат должни 3-4 колена на напред, а нити од коридор нешто ќе се види, нити нешто ќе се изгради. Благодарам за јавувањето. Еве една напомена, како искуство од гледачот пред малку, ве молам проверете пред да почнете нели со вашето излагање, да го намалите целосно тонот на телевизорот. Да зборуваме само преку слушалка, за да немате чувство на доцнење на звукот и секако да имате чувство дека можеби и не ве слушаме добро. Тоа е се резултат на тоа што не е намален тонот на телевизорот. Благодарам многу секако на гледачот кој што се вклучи, а продолжуваме и со твитерџи, како што напоменав, можете и вие да се надоврзете на ова или да го коментирате. Маунт Мацедо напишал: од кај ја црпат политичката оправданост кога народот е против? А според вас, дали е оправдан случај измената на 5 закони кои што се поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10 за користењето на европското знаменце? Добар ден. Добар ден, Македонија. Во име на вистината да кажеме дека кога беше Груевски ВМРО на власт, се направи најтешкиот прелел на автопатот долу каде Миркапија, со 20-30 тунели и мостови. Сите вие кои сте против ВМРО од СДС, по тој автопат одите на луксузирање и трошење македонски пари во македонски солун на грчка сметка. Значи, се возите по автопатот од Скопје за Штип, кој исто ВМРО го направи. Спортски сали, булевари, не знам, конаци, цркви, фабрики, тоа е се илјадници добри дела на ВМРО, 150 нови комбиња за брза помош, а Заев има една емисија на YouTube од албанска. И правилото е исто, значи коментирање, спомнување имења, како и да е, знаете, особено оние кои што долго и еве секој издание на Црвена линија интензивно дебатирате, значи сензитивна е Црвената линија и се активира и да се држиме до темата. Оно што на вистина денес сакаме да слушнеме е секако дали измената на 5 закони кои што се поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Ајде, добар ден. Добар ден. Вака накратко да кажам, значи ова влада е криминална влада, јасно му е на секој. Тоа не може да се поречи, затоа што се гледа дека стварно не водат криминалци,
овие пенали што викаат пенали, то се провизии за нив. Тоа не можат по инаков начин него провизии како ќе иземат. И затоа викам ова све што се прави со овие европски знамиња се насилно сакаат да го протераат, меѓутоа ќе одат затвор многу после промена на власта. Значи ова нема да остане заборавено, ова ќе одат многу затвор од сите овие ковачи, мислам сите да не ги набројувам сега. Значи криминална влада не води и мора крај да му се стави нова дереđe што не доведоја. Автопатот Кичев Охрид кој го почна ВМРО, овие 9 години, 9,5 абер нема. Значи од 300 милиони го направиат дупло и повеќе. И сега ево не го прават утте. Значи кражба до кражба. Викторија Инвеста беше врзана со Али Ахмети од Албанија. Сега е сменаја, ама се ги поделија парите, а ништо не изградија. Значи се знае. Љупчо Георгиевски е бугарин, то се знае дека тој е... Ве молам, дали измената на 5 закони е оправдан случај за користењето на европското знаменце? Под хитно треба да се промени тоа како оправдан, и Европа знае дека не е оправдан. Тоа е криминал. Значи не сме вакво нешто да се дозволи. За све што нешто што не му оди, мораат со европско протеруваат. Значи сите тие закони што ги носеат со европско треба ревизија да се преиспитаат наново, да се поништат и ретроактивно уназад. Така, благодарам многу за јавувањето. Повторно твит заедница, ева го твитот и на Петров. Владата може да стави европско знаменце за набавка на бифтек, ама за тоа што се работи за инвестиција во милиарди, не во милиони евра, кои треба да ги плаќа народот, нема право да става европско знаменце. Да знаете и вие и УЧК. Сите закони ги поминавте со тоа ваше измислено европско ЕУ знаме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Да се надоврзам, пошто му беше кратко времето тина. Повтор пат се јавувам. Дозволено е секако. Ги прашувам господава, дали гледаат кај нас дека се веет европското, на секој арбол покрај македонското и европското знаме? Дали гледаат дека во сите министерства, каде што ги имаме ние како Република Македонија, се вее знаменце на ЕУ и на Република Македонија? Зари тука им сметаат тие знаменцења кои што се толку алергични, не може да ги видат и сакаат сега, тоа е некоја си нивна болест која што ја имаат во психата нивна и им смета. А што тоа ни најмалце не смета во парламентот тоа европско знаменце. Смета што тие не излегуваат во парламент и да се изјаснат дека го подпишуваме или не го подпишуваме. Тоа е многу битно. А што се однесува за претходните 11 години, кои се јавуваат и се фалат, дека многу изградиле, јас ги подсетувам дека по судови, основен еден, апелација и врховен, ги имаат многу таквите функционери кои ги градеа во тие 11 години. Многу ми е жал што седат млади деца по затвори и ден-денеска се по судови. И со што се фалат, со криминалот што го поминале во тие 11 години, нека се застрамат. Со картонажа држава не се гради Скопје 2014, наместо... Благодарам за јавувањето. Ете, гледате, можете и да се јавите повторно, што значи да добиете нови 90 секунди. Имаме 5 линии активни постојано, а на 02307-0005 вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало. Намалете го тонот на телевизорот. Ме слушате? Јас ве слушам, но вие не ме слушате. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Одлично ве слушам, господи. Добро, повелете. Але добро вака се. Луѓе едни се за една партија, други се за друга партија. Па гледате дека ништо не прават овие. Кој ни ја води држава? Дали сме свесни? Кој ни ја води државата, луѓе? Како може Албанец да преговара за Македонија,
Држете се до темата. Значи, црвената линија знае да ги препознае, значи, она што секако ја разбирам, некои меѓу вас чувствуваат и гнев, не оправдуваат нели постапки и така натаму, но употребата на зборовите при изјаснување на вистина внимавајте. Останува да биде активна црвената линија, продолжуваме понатаму и верувам дека прво на што е најважно е намален тонот на телевизорот. Тоа е многу важно. А второ, одиме да слушаме кој ќе биде одговорот конкретно на прашањето кое што го гледате и на екраните. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега вака. Дали се во црвена линија? Да, ве слушаме, повелете. Сега вака. Не го оправдуваме овој патот коридор 8. Ние имаме коридор 10. И коридор 10 е од Маđarска и со цела Европа се поврзува. А дали според вас, ова не е темата, дали според вас измената на 5 закони кои што се поврзани со коридорите 8 и 10 е оправдан случај за да се користи европското знаменце? Не е оправдан. Ова е одговорот. Не е оправдан. Така. Затоа што ние имаме други проблеми со економијата. Значи, најдобро тие пари, не знам кој ќе ги, од кај ќе ги зема Македонија тие пари и кој ќе инвестира. Значи, најдобро решение е да се направи Чебрен и Галиште. Тоа е најдобро решение за Македонија. Значи, Чебрен ќе биде голема централа и Галиште. Значи, тамо да се инвестира, а ова не го оправдуваме за патен коридор 8 што е. Значи, најде и имаме коридор што е 10 од Маđarска и со цела Европа се поврзува. Така, благодарам за јавувањето. Добар ден. Здраво. Здраво. Па видете вака, значи, не сме никакви измени да се случат, а и преку глава ние више од овакви коридори кои се ништо друго освен желба за плячкање. Значи овдека се грабат огромни пари, затоа толку желба за они да можат да функционираат, да прават патишта, као ни патишта видовме него Охрид Кичево, 1000 години се прави и нема ни да се направи. И само се натегаат по телевизије кој бил крив, кој не бил крив, институции не функционираат. Што значи дека нека се тргнат од такви шалабајзерски работи, бидејќи тоа се веќе криминални дејанија. Ова не е работа желба толку за коридор да не се направи. Ама што ми е најмука? Најмука ми е што американката зушно го подржава ова. Кристина Агилера и британецот тој Дейвид Гирт. Многу лапаат пари, значи невидени пари. Ако се сеќавате на еден Вандер Стул на времето, тој Универзитетот на Југоисточна Европа дојде без куферче, си отиде со куферче у авионот се качи. Не се у куферчето, вајда не му беа чорапите негови. А дали ме според вас измената на овие 5 закони кои што се поврзани со коридорите е оправдан случај за користење на европското знаменце? Какви знаменца, такви знаменца, еве јас со европско знаменце успеав да добиам линијата вас. Така, благодарам многу. Продолжуваме повторно со Твитирџи. Герасим има напишано: леле, 10 дена само облаци и дожд. Уа опозиција го блокира и сонцето, но има чаре. Спасот е во СДС и ДУИ. Сега на времето ќе му закачат европско знаменце и за 2 дена ќе не огре сонце. Такви се цинични, саркастични и шегубени твитирџи, но еве во живо конкретно сакаме да слушнеме каков ќе биде одговорот на нашето прашање од новиот гледач. Добар ден. Добар ден, ако... Да, ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам прво овие 5 закони и е оправдано што се носат со знаменце. Јас ќе ве прашам и вас и сите гледачи, дали може и за колку време може и 6000 амандмани да се разгледаат, да се процесуираат
и да дојдеме до некако за колку години ќе ни треба за да го направиме тоа нешто. Ја ми се чини дека овдека некој работи за да немаме патишта, да немаме железници, да немаме авиособраќај, да немаме здравство, школство. Се што некој почнува да прави или сака да направи, другиот одма удира контра. Ја мислам дека еднаш да се свестиме. Мене не ми се свиѓаат некои работи, да речам, но патот треба за сите. Железница треба за сите. И ми се чини дека тоа знаменце не е злоупотребено. Ние одиме во тоа знаменце да бидеме членови во таа заедница и ако некој сака да се обструира, значи тој што е на власт мора да изнајде начин како да ја постигне целта, а да се изгради пат или било која друга структура која ќе биде од интерес на сите граѓани, не само на ова или она што се вика структура. И еднаш за секогаш мислете за својот народ, за своите деца, за својата иднина. Ние отидовме, ја 80 години, немам време. Но факт е дека времето е 90 секунди. Како и да благодарам што се вклучивте. Ако има гледач, вклучуваме веднаш нов. Добар ден. Добар ден. Добар. Па ги оправдувам овие 5 закони со знаменце на Европа, затоа што знаеме колку амандмани поставиат овие од опозицијата и тие амандмани за да се проследат ќе ни треба на 2-3 години. Автопатот за тоа ќе биде готов. Значи Социјалдемократскиот сојуз начело со Ковачевски сака да изгради патишта, да ја повезат Македонија. Овие тука од опозицијата се бунат дека Социјалдемократскиот сојуз не изградил ништо. Само да не кажам дека патот Милодиновци Штип беше околу 52-3% изграден за нивно време, кога дојде СДС продолжи и го направи патот. Исто така и патот кон Смоквица не беше довршен. Го довршија СДС и уште многу други работи патишта направи Социјалдемократскиот сојуз. За владењето на опозицијата за првите 7 години од нивното владење. Тие успеа да направат 7 км автопат од Миладиновци до Куманово и ништо више. Значи, СДС нема уште 7 години, гради. И тек во другите 4 години од мандатот сега што ќе бидат изборите од 24 година, ќе се покаже правото лице и тогаш ќе се градат овие патишта и други многу автопати ќе се градат. Така да многу да не се... А име, дали е за вас измената на 5 закони оправдан случај за користење на европското знаменце? Па токму така, да, оправдано е. Затоа што ви реков, амандманите не може да се проследат. Така, благодарам многу за јавувањето. Повторно на Твитер, мудриот старец има напишано: доколку сакате вашиот твит да стигне до сите по брза постапка, тогаш ставете му европско знаменце. Еве вака. Наред повторно гледач, добар ден. Имате. Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, драга господјо. Ово е брука светска што се работи во Македонија. Ово се вели глупиот народо, ние ќе работиме како ни на нас одговара, млати пари, а нека плаќаат невињо народ. Какво европско знаменце бе? Ние може да сонуваме за Европа, а ние сме тој светски мајтап што си играат со нас. Абе, толку ли не сме свесни, бе? Милионери постануваат без да работат, без да стварат нешто. И сега што значи ако не сменеме временскиот период, треба народот да умира, а ја нека зимам пари и не е само тоа. Ја имам слушнато дека ДУИ, оваа фирма што сега треба да работи, ја финансира ДУИ, према тоа дефот таквија криминалци и не ни треба, пребидејќи фирми има кои може да градаат. И сигурно за поевтина пара. А они дека сиромашен народо, кради го, плячкај го, забрани му да не се жале, да уста да има, јазик да нема. Ние може да сонуваме, како што реков, за Европска заедница, а со тоа злоупотреба. Благодарам и вам за вклучувањето. Добар ден.
Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден, благодарам, сум јас. Да ве слушаме, повелете. Тогаш вака. Еден што оправдува ова европско знаменце во било кои закони, ниједен не е македонец. Ниједен не е македонец. Меѓутоа, и опозиционата власт што е, опозиционата пародија, и таму нема македонци. Затоа што овие илјадници амандмани, ако стварно е, а не се потребни, стварно не се потребни, тие кога не треба да влегуваат во собрание, а кога не треба да излегуваат, тоа се излегуваат. Затоа е ова, дали се прашува, дали има еден македонец што влегува во ова собрание? Има ли некој што размислува подруго од својот диктатор во партијата или сите мора да размислуваат како каже диктаторот? Дали на позиција или на опозиција? И што го кажува премиерот. Премиерот Гиле Кумановски не е премиер. Се знае кои се до тројца други премиери. Нема народ се забедува. И ова што се прави со европско знаменце, ова е не да биде 1,3 милиарди, да биде 5 милиарди и 300. На секој странски амбасадор или не знам посредник, пола милиарда му се дава, сигурно ќе му товарат магарето. Во ред, најверојатно зборовите на самиот крај не беа пригодни, така да црвената линија се активираше. Сега ќе ги активираме и рекламите, па следуваат и од резултатите од анкетата. А сега по рекламите, бидејќи резултатите веќе можеме да ги објавиме, време и да ви соопштиме како гласа инстаграмчи, дука задолжително и веќе за утрешното издание на Црвена линија да бидете подготвени. Не заборавајте да следете на Инстаграм, Твитер и секако на Фејсбук. А на Инстаграм стори на анкетното прашање дали измената на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10Д е оправдан случај за користењето на европското знаменце, со да одговорија 36%, а со не 64%. Сега тука сите вас нормално ќе ви се заблагодарам што активно земавте учество во денешната дискусија на темата во Црвена линија. Арно, ама и ќе ве замолам да не се оддалечувате премногу од Телма и секако да продолжите да гледате и да го завртите телефонскиот број 023070005 и сите вие нормално кои што еве само гледате, но не учествувате од Црвена линија во заврти на Телма, ве охрабруват денес истите гласови, например, сакам да ги слушнам и да се освоите убави и вредни награди. А како и ќе ве подготвам за тоа? Одиме со читање на прашања, внимавајте, бидејќи секако ќе бидат дел од испрашувањата во заврти на Телма. Која птица се наоѓа на грбот на Скопската општина Центар, орел или феникс? Второ прашање, кој е краткото име на металопреработувачката индустрија браќа Кошулчеви? И тоа е едно прашање, меѓу другото, како се нарекува литературно сценската форма со претирани комични ефекти? Четврто прашање, третата вештарка од Иствик покрај Шер и Сузан Сарандон беше Мишел Фајфер или Диана Китон. А еве дури ќе отвориме срце и ќе пуштиме срце и ќе прочитаме и пето прашање, а тоа е кој газ се ослободува за време на бура со грмотевици и велиме дека прави дупка во атмосферата. Ве чекам во заврти на Телма.